На Македонија се закануваат безбедносни турбуленции и оцени Националниот совет за безбедност. Наредниот месец до 2 се оценети како критични и од политички и од безбедносен аспект. Според министерката за одбрана Радмила Шекеринска, причина за ова е НАТО. Амбициозни сме за неколку месеци да станеме членка од најмоćниот воено-политички сојуз. 30 години се трудиме тоа да го направиме, сега на дофат ни е тој успех. Меѓутоа, јасно е дека има структури во и надвор од државата кои се противат на оваа стратешка цел, исто како што има за жал и одредени структури во државата кои што најверојатно не се многу среќни ако ги почнеме преговорите во октомври. И заради тоа предвидувањата се дека ќе има турбулентни настани, бидејќи такви се случуваа во сите земји кои што беа на прагот од НАТО членство и на почеток на преговори со Европската унија. Во меѓувреме, околу 50 припадници на армијата се распоредени долж границата со Грција, како превенција од евентуален наплив на мигранти. Миграцијата долго време ќе биде секојдневен проблем со кој што и ние како дел од европскиот континент ќе мора да се справуваме. Затоа ја оценивме ситуацијата на границата како стабилна, но со многу големо внимание ги следиме настаните и во регионот на Блискиот Исток, меѓутоа и во Турција, и во Грција, и преговорите со Европската унија, затоа што нашата држава беше транзитна земја. При денешната посета во Штип, министерката Шекеринска го пренесе и ставот на Националниот совет за безбедност во врска со повратниците од боиштата во Сирија. Повикавме на многу голема и подобра координација помеѓу сите разузнавачки и безбедносни структури во државата, и тоа е еден од клучевите на успехот. Кога ќе лоцираме луѓе, кога тие ќе се враќаат назад во државата, имаме подготвени програми за намалување на радикализмот, на некаква ресоциализација, меѓутоа сето тоа се прашања со кои што се мачат и многу поискусни држави од нас.